Пред околу 20 на години беше публикуван труд кој што во многу еминентен часопис кој што укажуваше на поврзаноста помеѓу вакцината за мали сипаници и болеста аутизам. Неколку години покасно, на интервенција на еминентни стручњаци од областа на имунологијата, од областа на детските болести, беше докажано дека тој труд се темелел на лажни информации, на лажни цитати. Беше повлечен од списанието Лансет, меѓутоа белјата веќе беше направена. Тргна лавината и се створи на некој начин паника, не само во нашата земја, во земјите во регионот, туку и на секаде во светот. Огромен број на деца се невакцинирани токму поради овие антивакцинални кампањи. Тоа беше тригерот, а сега нас ни навистина тешко да ги разубедиме родителите дека нема апсолутно никаква поврзаност помеѓу аутизмот и оваа вакцина. Сето тоа се темели на лажни вести, сето тоа се темели на лажни информации, сето тоа се темели на парамедицински информации пред се. Ова изразен овој тренд на невакцинирање, ние имаме еден феномен да не се вакцинирани децата помеѓу 1 и 5 години. Претпоставуваме дека родителите чекаат децата да продат, да прозборат, да се сигурни дека нивниот развој оди во вистински правец и дури потоа да ги вакцинираат, заради тоа што во второ одделение офатот со вакцинирање е навистина голем, над 95%, што за жал не е случај со децата помеѓу 1 и 5 години. Децата кои што треба да се вакцинирани 1 година после раѓањето во нашата земја се вакцинирани со офатот само 50%. Генерално трендот и опфатот со вакцина од морбили со текот на овие години, посебно во овие урбани средини, опаѓа. Од 97-8%, колку што бил пред 20 години, сега е негде на просек од 80%. Каква е улогата на медиумите од цело ово? Сметам исклучително важно. Ние сме сведоци дека на јавните мрежи се шират овие и се промовираат антивакциналните кампањи. Сметам дека треба исклучително внимателно да се пристапи, да се анализира од каде доаѓаат, да се анализира што е мотивот да се промовираат вакви антивакцинални кампањи. Знаете, станува збор за една сериозна кампања која што сериозно го загрозува јавното здравје. Спомнавте кој е мотивот, дека има мотив. Можно е да има мотив околу целата оваа антивакцин кампања на социјалните мрежи. Што мислите дека би можело да биде мотивот? Не би сакал да шпекулирам, меѓутоа не е сигурно дека не е случајно, заради тоа што да биде некој толку навлезен во овие антивакцинални кампањи, толку агресивно и да ги брани ставовите за кои што науката покажува и докажува дека се грешни, сигурно дека има некаква позадина. Дали ако сте крстен да спречува тоа да не ви треба вакцина? Добро, еве се бориме ние со овие лажни вести. Па. Не може да ќе пукне.